Оние кои што го пробале ова традиционално јадење, кое што денеска го имаме во кујната, веројатно, веќе можат дури и преку екраните да го почувствуваат мирисот на боршч. Тоа е едно традиционално украинско јадење кое што денеска ни го подготви Татјана Лисак. Драго ми е што ќе ве запознам со Татјана, драго ми е што јас и ти во моментов нели се запознавам и што твојата животна сторија или приказна ќе ја споделиме денеска на македонската јавност, сето тоа низ призмата на гастрономијата или убавата храна. Добре ни дојде, Татјана. Добро снајдов. Мило ми е исто така што се запознав со вие. Многу мило ми е во земјата на Македонија, што толку добро и тако убаво прифати нас. Да, не прифати, помага на нас. Можеме тука да живеме, можеме тука да комуницираме со луѓе и да планираме наша иднината. Одлично. Прво јас да упатам пофалби, тоа го направив и утрово, заради тоа што супер го зборувате македонскиот јазик, бидејќи тука сте колку? Две години од прилика. Споменавме ние на самиот почеток денеска на емисијата дека 20 јуни е светскиот или меѓународен ден на бегалците. Татјана, уште пред да започне војната во Украина, дошла во Македонија, меѓутоа не успеала да се врати назад. И од тие причини остануваш тука, во нашата земја и се надевам и по твоето искуство дека добро сме те прифатили и дека твојата животна сторија продолжува нели кај нас. Меѓутоа, колку емотивно го доживуваш овој ден, денот на бегалците? Се уште тешко да доживуваме, затоа што тука јас најдав своја љубов, тука мажена сум и имам комуникација со украинци, имаме тука здружение на украинци. Помагаат многу различни организации, невладени организации, Црвен крст, Каритас, Ластрада, имаме здружение украинско на мајки и деца. Ама многу ми фали уште моја фамилија која останета таму. Јас еднаш дојдав на гости, јас знам што е војна, нашата куќа срушена и јас знам што значи ракети летат над глава. Јас то слушнав, то се рассонав во ноќ. И таму уште живее многу имам таму и роднини, многу имам пријатели, затоа што не сите имат можност некаде да одат и треба да таму нашата држава да живее. Така е. Затоа емотивно тешко е, што да кажам, да. Верувам, за тоа нема доволно зборови да опишат колку тежок момент е сето тоа што сте го доживеале, но можеби светлата точка во тунелот е љубовта која што сте нашле во Македонија и причината заради која што нели останувате тука. Скоро 2 години сте нели веќе во нашата земја. Како ви се допаѓа? Споменав убаво зборувате и македонски јазик. Македонија многу убава е држава и многу ми одговара и климат, и природа, и луѓе. Луѓе многу се приветливи, помагаат, разбираат нашата ситуација. И убаво тука живење, само се молиме да сврши таа катастрофа, да заврши таа катастрофа, да што започне во Украина. И се разбира, ке обидаме да бидеме позитивни и се надеваме тоа што можеме, то правиме на ден денешен. И тука интересира и не само машми, а луѓето други интересираат какви имаме јадења во Украина. Мислам дека гастрономијата е една гранка која што поврзува многу народи, нели? Секој би сакал да проба традиционално од некое јадење од некоја земја. И предпоставувам дека е вистинско уживање кај вас дома кога фамилиарно се готви. Некој пат знаменито се традиционални македонски јадења, некој пат се традиционални украински јадења. Колку често боршч се готви кај вас дома? Кај нас дома тоа е наше јадење број 1. Има украинска кујна, многу различни, многу вкусни јадења, вареници, пампушки, галушки, сало украинске, многу припознатливе на цел свет, ама борщ тоа е број 1. Ако девојка зна како да прави борщ, може да биде мажена. Така кај нас. Така ли? Ако не знае, не. Да, значи сите знаат да прават борщ. Да, ама сите различно го прават. А дали е тешко или лесно?
кога то сакаш, ништо не Кога е е се тешко. така, ништо не е тешко. Во право си, Само Татјана. треба еднаш да се научиш и тогаш со задоволство после ќе го биде. правиш. И маж ми многу го засака. Многу. Тој порано не знаеше што е борщ и во Македонија видам што не знаат како може да биде некое манџо, тоа е како манџо. Да. Како може да биде манџо со цвекло? Многу се чудат луѓе, ама кога пробуваат, то никој... Го менуваат мислењето. Да, менуваат. Сега вака, бидејќи имаме манџан или на менито, таа се подготвува, време треба и така натаму, а нашата минутажа е ограничена. Татјана ја подготви или го подготви овој оброк од дома, претпоставам рано са бајлево или во текот на вчерашниот ден ми Јас ќе ви спомена. кажам, да, тука нешто треба уште порано да спремиш. Да, тоа ми спомена Татјана, вели колку подолго стои работава, толку е повкусно. Да. Само што треба, ако мисли газдарица да направи борщ, то треба прво граф да стави во вода и да биде во вода барем 8 часот. Добра. Од вечер на сабајле, ако од сабајле прави борщ, или од сабајле на вечер, да, така. кога планира. Добра. Може и без граф, ама не биде толку вкусно. Граф мора да стои во вода, да побрзо се вари, да поубаво, да биде меко, За дигестија да не биде подобро. цврст. Добра, Да. сега освен граф, што друго може да се Освен најде во граф. овој денешен оброк, бидејќи ти ми спомена има најразлични верзии на борщ, има и со месо и без месо. Ние овој пат ја правиме опцијата без месо. Без месо, и да. многу веројатно по-прифатлива за нашите граѓани во овој период кога е многу топло. Се разбира. Кога многу топло, секој сака да биде малку полесно јадење и подобро биде за организам и побезбедно ке биде. Да. Ама освен тоа, прво зашто правам без месо, поради тоа што јас поддржувам луѓе кои не уживаат месо, кои чуваат животни и мислат за тоа што да не убиваме животни. Така. Тоа е најбитно и за мене исто така. Затоа што секој сака да живе и животни исто така. И ако ние луѓе паметни, то помалу многу кој доаѓа до тоа што мораме да одговараме за тоа. Така. Мораме да чуваме да справедливо да се однесуваме со животни. И, значи, ако правиме тако само со прихранмени производи од растително потекло, то тука мора да биде обовезно зеленчуците различни, компири на коцки сечеме, рендиме цвекло, рендиме моркови, подпржиме малку моркови, кромит, и ставиме лукче, може да ставиме уште малку да вариме. Тука со печурки, уште јас направив овој пат борщ со печурки, многу кој сака така. Исто тако пржиме порано. Прво ставиме да вариме граф, кога граф помекне, околу час може да вариме граф, а за тоа време спремеме сите зеленчуците. На крај, да не биде многу мека, да не биде многу зелка сечеме и на крај ставиме. Уште обовезно доматна паста ставиме во борщ и кога јадеме, то со лепче, пампушки, кај нас уште тако можеме да ставиме малку лукче со пампушки, ама јас ставав тако. Кој сака, тој може директно во чине да стави. Сега вака, може колегите да ни ги доловат овие две чини, бидејќи Татјана ни ги направи претходно, пред да стартуваме. Меѓутоа, тука имаме една, само почекај малку. Сакам да им кажеме, да им дадеме до знање на гледачите, дека оваа е во комбинација со павлака, а ова е во комбинација со мајонез. Значи, ова е со мајонез, ова е со павлака. Меѓутоа, вилиш, може луѓето да си ја комбинираат со што сакаат. Тука ни донесе и лукче, доколку сакате малку повеќе лук. Тука имаме копар со макдонос. Така е. Претпоставувам дека за чините нели на крајот го даваат шмекот и вистинскиот вкус на јадењето. Така што еве сега Татјана во нов танир ќе направиме нова опција, да чисто да видите, да. Да, ставиме павлака. Секој пат се служи вака со павлака или со мајонез? Или кој како сака. Некој не стави ништо. Не стави ништо. Кој со што повеќе сака и ставиме и. Претпоставувам може и без ништо. Може, ама повкусно ќе биде ако нешто има. Добро. Обовезно да биде копар. Копар ние многу сакаме во Украина. Ако кој сака, то може стави уште и лукче, да, и со леп,
да и го со леб, јаде. да јаде и да ужива. Сега, Татјана, ние зборуваме за традиционални украински јадења. Што друго преферира твоето семејство од украински рецепти? Предпоставам дека е забавно во кујната се готви македонска традиционална храна, се готви и украинска традиционална храна. Ова е едно од по прифатените јадења, предпоставувам, во твоето семејство, меѓутоа што друго од украинските рецепти знаеш да подготвиш? Вареники. Вареники, тоа е многу интересно, многу ние сакаме. Порано цела фамилија во недела стане и лепи вареници. Вареници то со тесто, само што не го печиме, не го пржиме, а вариме. Значи, во тесто, да, малички правиме вареници, ставиме тамо различни филови. Тука може да биде и урда, тука може да биде и компири со копар, и компири со печурки, и зелка, и така натака. Може да биде различни филови, да, и то све лепиме, малички такви вареници, ги вариме, и тогаш цела фамилија руче, ужива со тие вареници и гости доаѓаат на вареници да ги јадат. Исто така со Македонија ги прифати варениците? Да, и тука правам, да. Вареници многу уште што е добро, што можеш тако направиш ти вареници кога имаш време, тогаш ставиш во замрзнувач, приеди, вадиш, одвариш на брзина, да, и готово, да, ти можат да стоят. А борщ, ако сега вруче, и тој разладне, то може и ладен борщ да јадеш, и тој, ако без месо, то не биде многу мрсно, и супер, многу сакат и ладен борщ. И може борщ, уште ако стои ден или 2 дена, то уште повкусен ќе биде, затоа што заедно стојат сите зеленчуците и сокови се мешаат и уште подобар е. И има еден виц кај нас во Украина, доаѓа клиент во ресторан и прашува на келнер, каже, што можете да ми препорачите, а тој тако гледа на него, каже, дали сакате борщ од вчера? Тој мисли, зошто од вчера? Зашто сега бајато да јадам? Така размисли, каже, од вчера. Ај, добро, сакам борщ од вчера. Тој каже, ке дојдете утре. Затоа што е подобро да се јаде малку отстоен борщ. И толку мрзлив келнер, што не сака сега да работи, ке дојдете утре, ке ви дадам борщ од вчера. Или мрзлив келнер, или гостопримлив во смисла дека сака да им понуди подобар на вкус. Најдобар, стварно, само така. Татјана, пред да ве испратиме, мора да прашаме што традиционално македонско јадење знаете да подготвите? Македонско јадење, тавче гравче. Тавче гравче, добро, тоа без тавче гравче не правиме ништо. Веќе знам бурек. Добро. Да. Во петок ли седе тавче гравче стандард или? Не, или кога како? Да, кога како, да, во различно време, ама то што, различни кебапчиња, уште маш ми многу сака, ама то прави маш. Тој каже, јас сум најдобар скараџија, и за мене е големо задоволство ако маш нешто прави. Ајде, повели душа, кажам, да уживам јас со кебапчињата. А дали ти знаеш да ги подготвуваш македонските традиционални јадења? Знаеш тавче гравче? Да, тој веќе правам, да, тој јас веќе знам, да. Малку имам искуство. Сарма? Сарма, да, а кај нас има сарма, се вика голубци. Голубци, така украинско име. Голубци. Начинот е, предпоставувам, Исто, можеме и со кисела зелка да правиме, можеме и со обична зелка да правиме, различни има вариации, исто така како и со борщ. Како и со борщ, да, секоја газдарица на свој начин прави. Одлично. Кој ви е вас омиленото јадење од нашата кујна? Од македонската кујна? Па може и десерт да споменеме, не мора да е само... Да, ова се знаете, нели набројавме и тавче, гравче, и сарма. Меѓутоа, што најмногу, вака, највкусно ви е? Ну, па може
може нека е чорбичка уште македонска вкусна, може, ну не знам не знам како можам да изделам, затоа што многу е вкусни различни работи. Да, толку е вкусно. Кога маш нешто прави, тоа е превкусно. Да, тоа е топ. Дали наоѓате некоја сличност помеѓу украинската и македонската кујна? Да, има сличност, од како там сарма, например, да, неки има такви работи. Македонците може малку повеќе сакат солоно нешто, полуто, да биде малку полуто. Ама и во Украина има многу вкусни намирници, многу вкусно јадење, и во Македонија исто така. Затоа супер, тоа уште многу ми допаѓа. Татјана, многу голема благодарност што денеска одвоивте од вашето време и дојдовте во нашата кујна да ја раскажеме и вашата приказна, но и желбата за готвење, уживањето во тој гастрономски момент, уживањето и во македонската, но и во украинската кујна. Ви благодарам многу и навистина посакувам што поскоро да си ги видите семејството, тие неубави работи кои што му се случуваат на светот, меѓу кои што и нели ситуацијата со Украина и Русија да заврши и некако да подзавладее мир колку што може. И јас многу ви благодарна. Многу мило беше тука да бидам со вас во студија. Поздрав на сите. И јас ќе ви упатам голема благодарност од екипата на Телма, што денеска им направивте ручек на голем дел од колегите и ќе можат да уживаат во овој боршч направен на украински традиционален начин. На здравје да биде и како се нарекува на здравје на украински? Не кажеме на здоровје. На здоровје, да, и ке викнете пак. Уште нешто да правиме со задоволство, да, ќе дојдам на кај вас. Ќе ми биде драго повторно да се дружиме. Ви благодарам многу и навистина посакувам да имате и убав остаток од овој ден, и убаво лето, да уживате во убава храна. Фала ви многу, пријатно. Вам ви благодарам ако не проследивте од самиот почеток. Рецептот, секако доколку не го фативте од самиот почеток, како што споменав, на нашиот YouTube канал ќе биде објавен за скоро, па ќе можете целото интервју со Татјана да го погледнете. За голем дел од нашите граѓани борш не беше така непознат термин или поим, така што верувам дека ви дадовме причина плюс или предлог плюс зошто и ова јадење, традиционално украинско, можете да си го ставите на вашето секојдневно мени, особено па во летен период кога нели не се јаде тешка храна, туку ова едно полесно и убаво јадење, вкусно, кое што пак доколку одстои еден ден ќе биде уште повкусно. Така е. Татјана, уште еднаш благодарам, благодарам и на вас што не проследивте, се разбира, останете на Телма, имаме уште содржини.